tough issue. Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Контроверзата со палењето на Коранот продолжува. Откако наводно се откажа од идејата, свештеникот од Флорида сега веле дека повторно размислува за тоа. И се ова во очи на одбележувањето на 9-годишнината од терористичките напади на САД. Лидерот на мала христијанска црква во јужната држава Флорида сега вели дека не планира да пали примероци на Коранот доколку му биде овозможено да се сретне со имамот кој стои зад предлогот да се гради исламски центар во Њу Јорк во близина на местото каде некогаш беше светскиот трговски центар. Свештеникот Тери Џонс денеска изјави дека планира да се сретне со имамот во сабота, но имамот Абдул Рауф негираше дека има такви планови. Имамот исто така кажа дека изненаден од вчерашното соопштение на Џонс дека муслиманските лидери се согласиле да го поместат планираниот исламски културен центар подалеку од местото на нападите од 11 септември. На другата страна на светот, илјадници луѓе низ Авганистан денеска излегоа на улиците да протестираат по заканите на свештеникот. Едно лице е убиено во близина на базата на НАТО. Детали за убиениот за сега нема, а 6 лица се ранети. Утре се навршуваат 9 години од терористичките напади на САД на 11 септември 2001. По тој повод се планираат голем број настани. Председателот Барак Обама ќе ја комеморира годишнината во сабота во Пентагон на меморијална служба, додека подпредседателот Џо Бајден ќе присуствува на церемонија во Њу Јорк. Првата дама Мишел Обама и поранешната прва дама Лора Буш ќе бидат на церемонија во Пенсилванија. Животниот пат на македонецот Бил Тошев е како филмско сценарио. Надежен спортист во средно училиште во 4 дисциплини, член на екипажот на бомбардер во Втората светска војна, играч и активист во NBA, што му донесе место во халата на славните на лигата. За Гласот на Америка вели: горд сум што сум македонец и што играв рамо до рамо со многу звезди. Со Тошев во Детройт разговараше Јане Бојаджиевски. Ако се суди според мотивацијата и енергијата со која прифаќа нови предизвици, ќе си помислите дека Бил Тошев е младич, но неговото име веќе е во халата на славните на NBA поради играчката кариера, но и ангажманот како адвокат да издействува пензии за играчите кои биле дел од американската кошарка, уште пред да се формира професионалната лига. Господине Тошев, освен како поранешна звезда во NBA, ве знаат како и неуморен борец за генерацијата пред 1965-та. Објаснете ни што значи тоа. Јас ги застапував тие ветерани. Бев на конгресен распит 1998 и во 2005 успеав да издействувам пензии за 40 од 85 мината кои ги представував. За жал, 45 од нив во меѓувреме почина, но доколку жените се уште се меѓу живите, се стекнуваат со половина од нивната пензија. И денес се уште активно следи надпревари од NBA. Го прашавме кој му е омилен играч. Знаете, мене ми се интересни ниските играчи. Во моје време се играше со куси шорцеви, а денес играчите имаат долги, речиси како фустани. Ги сакам играчите кои се вешти со баскетот и кои се брзи, кои имаат преглед на играта и знаат во кој момент да ја додадат топката. И во Македонија кошарката е особено популарен спорт. Што може да им порачате? Како може да ги зацврста, да ги зајакнат своите редови, да имаат поголеми успеси? Најпрво треба да се испраќаат македонски играчи на универзитети во САД. Тоа е важно затоа што тука се учат основните правила за добро тренирање. Во САД има пари за таквите напори. Затоа има многу играчи од поранешна Југославија, Аргентина, Италија, кои во САД се озреваат кога играат пред публика од 20.000. Тајм-аут. Бил Тошев е првиот македонец кој играл професионална кошарка во Соединетите Американски држави за Олимпијанс од Индијана. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт, Мичиген.
Луѓето честопати се свртуваат кон забава во тешки економски времења. Холивуд досега практично беше отпорен на рецесијата, но работите се менуваат. Големите студија тешко прават профит, а некои веќе ги затвораат одделите за продукција. Но еден независен продуцент вели дека сегашниот пазар дава шанса на ниско буџетските филмови. За новата економска реалност во Холивуд е следниот прилог. I can't do that. 3, 2, Behind Your Eyes е психолошки трилер кој наскоро ќе се појави во киносалите. Се работи за нискобуџетска продукција, што со добар маркетинг може да направи добар профит. Vesuvio Entertainment, мала независна компанија, го направи овој филм. Извршниот продуцент Грег Симс вели дека добрите нискобуџетски филмови наоѓаат место на ваквиот пазар. На гледачите им е интересна промената на бизнис моделот и поголемите филмови, со ретки исклучоци, не минуваат добро како порано. Еден од исклучоците е Аватар, филм од областа на научната фантастика, од прекажувањето широм светот заработи $2,5 милиарди. Но многу пари чини таков филм да се направи. Хорор филм, за разлика од таквите, може да се направи со мал буџет. Во 1997-та Симс бил вклучен во правењето на филмот Touch Me. Тој вели дека новата дигитална технологија помага во намалувањето на трошоците. Режисери кои снимаат филм од $1,5 или $2 милиони имаат проблеми со враќање на парите, а сега се појавуваат филмови со буџет од $100, $200 или $250,000. Според него, клучот за успех на ваквите филмови е добра продукција и маркетинг. Мојата работа е да се прилагодам на промените на пазарот, кои се случуваат секој час, а не како порано секоја година. Со филмови од типот на Behind Your Eyes, тој вели дека може да направи профит со продажбата на копии на DVD-а, дигитално преземање од интернет страници и меѓународна дистрибуција. Членови од македонската заедница во Детройт кои работат во автомобилската индустрија најавуваат нови сделки и ширење на бизнисот. Што тоа очекуваат? Гледајте во нашата следна емисија. Во Детройт автомобилската индустрија повторно застанува на нозе. Автогигантите од метрополата Ford, Chrysler и General Motors јавуваат за пораст на продажбата за прв пат по долг период на криза. Ова беше News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.